Моја драга Ана, знаеш од кога се знаеме? Од многу одамна. И како настана костимот на Дедо Мраз? Една тетка Данче од Сојуз на композитори вели дека ќе видиш јас што ќе ти дадам еден штоф за да ти направат облека за Дедо Мраз. И замисли, Данче ми го вади овај плиш и ми кажува дека ова парче плиш е од завесата од урнатиот театар во 1963 од земјотресот. Тоа парче остана, еве гледате и сами, маестро Тошо од опера, костимограф, ми го соши, Игор Спировски, вајарот ми ги направи моите чизми и така јас постанав најубавиот Дедо Мраз во Македонија. Мора да бидеш смирен, затоа што клавирот во еден момент звучи тонски консонантно и тогаш тоа е знак дека он е наштиман како што треба. Со премногу искуство успеваш да ги изолираш надворешните звуци само да го слушаш клавирот. Треперењата на жиците, како звучи, што треба, како треба да звучи, тоа е тоа уствари. Работата во суштина е клавирот да се припреми во една максимално прецизна состојба, на точна херцажа и убаво припремена, нели добро темперирана, средена за пианистот да може да го одржи неговиот концерт на највисоко ниво. И како ги насочивте вашите деца кон оваа професија и кон врвните школи кои што ги завршија? Од некои 13 години почнаа нешто чепка, работевме. Али сето тоа дур да малку созреат, дур да малку го сватат суштината на занаетот. Јас ја искористив приликата да тие се образуваат, Појан заврши музичка академија. Сега Даниел не сакав музичари сите да видиме со факултет за музичка уметност. Даниел се запишавме на филолошки, англиски и германски превод и толкување. Во еден момент едноставно вајцата ми рекоја: тато, дали можеме да одиме ние за Виена, каде што си бил ти? Бојан главната работа ја заврши во Безендорфер, во Виена, а Даниел крајниот пат отиде во Стенвеј, во Лондон. Со самото тоа што се тие школувани исто таму кај доста врвни мајстори, нивната храброст и нивната работа е иста како што се работи во светот. Нашето образование и нашата стручно спремање во Безендорфер и во Стенвеј, значи ни даде level up, ни даде оттурнување за да можеме да се носиме со сите предизвици што ги бараат пианистите. Имавме еден многу убав пријатно искуство, каде што со него имавме можност да избереме еден Стенвеј модел D за Ливерпулската филхармонија пред неколку години, каде што тоа е процес нормален за нив, за нас веќе е ексклузива. Он беше конкретен со тоа што сакаше ние да бидеме дел од неговиот тим што ќе избира клавир за таков вид на установа музичка. Еден од предизвиците се филхармониите и големите концертни дворани, каде што доаѓаат високи професионалци со посебни барања, со рајдер листи. Некој сака полесен допир на клавиатурата, некој сака потежок, бараат исклучителна перфидност и софистицираност во тонот, во звукот, каде што бара многу голем труд од клавирштимерот и големо знаење да го достигне тоа во самиот клавир.
Клавирот не е виолина. Клавирот, доколку се упропасти, доколку дојде во состојба на неупотреба, да не може да се наштима, да не може да зазвучи, клавирот или се реставрира или се фрла. Клавирот е од музичкото школа во Скопје, автоматски поминале генерации и генерации на него, кои станале па чак и врвни уметници, станале пианисти, и нормално клавирот од свирење се упропастува и доаѓа се амортизира до таа мера каде што веќе не е употреблив. Да сме живи и здрави првенствено. Второ, да ни е сето убавина, музика, уметност фактички. И да едноставно сите се сакаме љубов,